Здраво на сите, добродојдовте на уште еден подкаст на каналот Татончо. Денес после подолга пауза во Татончо канал повторно гостува Сара Александровска. Сара, добре дојде. Доброто најдов, Владко. Со тебе ќе зборуваме за една специфична тема и како што е редот за оваа тема, мислам дека со жена е најдобро да се разговара, а тоа е култот на големата мајка. Па бидејќи ова е стар култ кој што е многу пред последниот култ што сега изумира, тоа е патриархалниот култ. Што знаеме за овој култ кој што му претходел и од каде ни се изворите за него? Па изборите се во главно археолошки, така што екзактна екзактен е моментот дека матриархатот постоел, не може да се не е теорија или Мгм. не е ни историја, бидејќи се за основа на фигурини кои се најдени па скоро низ целиот свет, низ сите континенти. Што најстарата е 20.000 години стара у Франција, не у Виена, мислам, да, у Виена. Така што по таа основа можеме да заклучиме дека култот на големата мајка, односно култот на мајката богинка, постоел и бил распослан низ цел свет. Кои се ритуалните основи на овој култ? Значи, што ни говорат овие археолошки остатоци? Како се обожувал тој култ? И дали всушност, гледајќи ги овие археолошки остатоци, дали вистински го разбираме култот на големата мајка? Па за тоа може само да се шпекулира и некако внатрешните доживувања да се даваат теории, бидејќи не можеме ние да влеземе во умот на тие што ги правеле ритуалите и што им значеле и како им значеле. Можеме да дискутираме да го дискутираме ритуалот како алатка, меѓутоа не би можеле да знаеме точно зошто и како. И сега нормално сите имаат своји толкувања, исто како што и јас имам мои толкувања. Но едно нешто со сигурност знаеме дека тоа е по винчанската култура која опфаќала и Македонија, Бугарија, Србија, Босна. Значи, винчанската култура, од таму заклучуваме дека у матриархат, односно у време на таа винчанска цивилизација, немало војни и целиот живот бил заоснован на духовност и на ритуали. Значи, имало 2000 години мир. Такво нешто у патриархално општество немало. Значи, у рокот 5000 години патриархат имаме 2000 војни. По тој основ гледаме дека за разлика на оваа рамка од 2000 години у матриархат немаме ниту една војна. Тоа се базира на археолошки наоѓалишта каде што нема проектили и мечеви, има само орудија за земјоделие и нема масовни гробници. По таа основа, значи, се толкува и се мисли, сите археолози тврдат дека матриархат, тој винчански матриархат не постоеле, самиот концепт за војна бил стран, немало такви концепти. Сега, матриархат се смета концентрацијата дека жената е глава на семејството или како што многумина претпоставуваат, дали постојат докази, например, за постоење на полиандрија? Значи, ние го едначиме матриархатот со тоа што сега го гледаме патриархално. Патриархот работи на хиерархија, односно едно врз друго се редат работите и на линеарност. Матриархат е сосема поинаку, не можеме да гледаме да го огледуваме врз база на патриархатот, бидејќи не е глава жената, туку глава е животот и самата енергија на животворност и на сочувство и на свртување на свеста кон духовниот свет. Значи, тоа не се однесува на биолошки машки или женски единки, туку се за основа на колективна свесност. Така што по таа парадигма може да видиме дека матриархат, а и не е на жената базиран, туку на мајката. Тоа е многу нешто различно.
мајката како перфекција, како животоносица. Значи самиот животот е ставен у центар. А на оваа планета и у наша раса и биологијата тоа го диктира, бидејќи блупринтот, ние сите започнуваме како жени у стомакот, значи блупринтот е жена, тоа е биолошки факт. Така, во Македонија, кои се наоѓалиштата каде што овој култ е посведочен? Мене ми се чини дека нема наоѓалиште што не се, каде што има неолит, каде што не е посведочен, но што е она што нашата археологија до сега го има ископано? Значи, нашата голема мајка е различна од сите, бидејќи самата по себе е како шрајн, као се вика, као самата по себе е светилиште, таа од Тумба Маџари, затоа што стои врз домот и значи има како внатре празнина и нема таква, сите други се поинакви на целиот свет. Значи сега дур збора може да ги пуштаме сликите, од ќе ти ги пратам. Да. Значи нашата е како да ти кажам, едноставно апсолутно се разликува од сите други. Значи Азамбегово е најдена, Кокино, најстарата мислам дека е Цоцев камен, таа е поинаква, Тумба Маџари, нели. И има уште на неколку места, ама тие се главните места кај што е пронајдена и нели Охриту кај оние куќите, кај старата цивилизација, таа што е може и најстаро тековно живеалиште во светот. Нашата голема мајка по тоа се разликува, бидејќи едноставно само по себе е црква на некој начин. А друго е што Цоцев камен, пример, е еден комплекс, да кажеме, на големата мајка, кај што, кој знае, тоа е како тоа е мека, може да кажеме, на големата мајка и кој знае колку е старо тоа. Значи таму се најдени и руни и статуи од големата мајка и цели ритуални комплекси кај што се собирале масовно луѓе за ритуали. Од таму заклучуваме, погодово по Цоцев камен заклучуваме дека на нашето поднебие култот на големата мајка бил и текако многу силен. Така што по тоа се разликува. Сите други се големи мајки се као имаат тели широки колкови и големи дојки и такви се, да кажеме, означуваат плодност. Нашата голема мајка буквално го означува домот и куќата, значи има коцка под себе си. И од тука јас имам моја теорија, а таа теорија е дека самиот концепт за дом нас не го има дадено големата мајка, значи домот. Ако се вратиме на пример палеолит, уште пред неолит, значи луѓето кои живееле по пештери, можеме да видиме дека тоа живење по пештери одеднаш стига до процесија на, значи, да живење у дом. И сега како го ствара човекот тој концепт за дом, по тоа што јас можам да заклучам, му го дава тоа божествената сила на големата мајка и тоа што станува вистински човек, бидејќи има храм, бидејќи е заштитен од сите надворешни влијанија и може да се себе си контемплира не под влијание на ветрови, на сончева радијација и на сите други нели надворешни околности што ги има надвор од домот. Туку домот е првата црква, значи ние кога сме го направиле домот сме станале духовни битија. У домот ние стануваме луѓе, тука се дешава контемплацијата зашто е тоа духовен свет и човечност и нели нормално жената е глава на црквата, бидејќи таа е помислата за домот. Од тука се рушат оние смешни теми, знаеш, жената у куќата, па демек тоа е лошо. Тоа е не само што не е лошо, него тоа е првата црква, жената ја прави првата црква, кај што ние беднуваме луѓе. И од таму па натака се развива човечката мисла. Замисли е без дом.
што ќе биде, како може човек да биде без дом? Каква прогресија ментална може човек да прави без дом, ако нема дом? Тоа е невозможно. Така што можеме да видиме дека првите оние сеталменти, првите комуни се создадени врз база на тој дом, нели, како почетокот на духовниот развој на човекот. Колку ова оди во корелација со култот, односно аграрниот култ, каде што токму обожувањето на плодноста на земјата се поистоветува со жената, односно жената се поистоветува со земјата затоа што ги има истите карактеристики, нели, да го обновува животот. Тоа е релативно нова, тоа е New Age, тоа е нова некоја теорија, бидејќи сама голема мајка е утробата, а не природата. Природата е Гаја. Тоа е сосема друг ентитет. Плодната мајка или мајката на плодноста не е иста со утробата, космичката утроба на големата мајка. Тоа се сосема од моја гледна точка и од неоплатонизмот кој го има студирано. Значи, големата мајка е космичката утроба или кај египјаните што се вика Нут. Таму е малце поинаку, например, Нут и Геп. Имаме Нут е богиња на космосот, а Геп е земјата што е со депектирано машко тело. Од таму можеме да видиме дека ова теорија за дека жената е земја, а мажот небо е релативно. Може и така да се погледне. Планетата има дуален принцип, и машки и женски. Имаме многу депикции у природата што личат на фалус, многу што личат нели на женскиот полов орган. По тој однос и дрвјата, ако ги гледаме, се еректирани над земјата. Тоа е многу фалусен принцип, односно машки принцип, така што земјата има дуални енергии, не е женска или машка. За еден титан како Гаја да кажеш да му даеш пол, тоа малце така мораме ние да гледаме, пошто имаме некоја дуална перцепција, меѓутоа земјата сама по себе ги содржи и двата аспекти, исто како и ние, што и биолошки хормонално имаме и машки и женски хормони, нели, нормално, женските имаат повише женски, машките повише машки, меѓутоа ги држиме и двата принципи. А големата мајка, тоа е секој пат, значи, гледам ја дека ја едначат со Гаја, тоа се различни ентитети, значи, Гаја си е Гаја. Големата мајка, космичката утроба, што е да кажеме најблиску неоплатонизмот, така ја гледаат Хеката, богињата, божицата. Така што космичката утроба е она пред манифестираното. Значи, као утроба на жена е како микрокосмос на макрокосмос. Значи, пошто утробата ги има сите космички сили за создавање на живот, исто како космосот што ги има сите сили за создавање на планети и звезди. Така што по таа аналогија заклучуваме дека големата мајка е утробата, односно космосот, наспроти тоа што мислиме дека тоа се различни ентитети. Големата мајка не е исто што и титанката Гаја или мајката Земја. Така, имаме остатоци некакви кои што ни сведочат за таа духовност која што ја спомена претходно, која што е базирана на култот на големата мајка. Има остатоци за ритуални, например, има ритуални садови кај што се пали оган, значи такви некои има, тоа мислам не сум ја археолог, меѓутоа може, например, археолозите од Кокјун имаат најдено многу ритуални објекти, што они ги толкуваат како ритуални и сега си има варијација од ритуали. Значи, биле некои доста за нас неразбрани работи. Ние не можеме да го сватиме тој ритуал, пример, што го правиле луѓе пред 8000 години, пример, што им значело тоа. Но по моје гледиште, едноставно, значи, силите, како што е сонцето, како што се звездите, ние тогаш сме можеле да ги комуницираме тие свесности, бидејќи дури сега и научниците почнаа да тврдат дека сонцето има свесност. Мислам, редно време беше, нели?
А принцип сонцето не е само хелиум гас на небото, сонцето си има своја свесност, исто како што и планетата си има своја свесност, што е многу поголема или поопштирна од нашата. И мислам дека луѓето у тоа време, бидејќи не биле у таа мисла, да кажеме, само за профит и за сила, за моќ, туку едноставно биле порецептивни. Не зборам за жените или за мажите. Мислам, има у винчанска култура има и кралеви. Мислам, се толкува дека ти у матрехат не мора само да имаш кралици. Значи, можеш ти да имаш кралеви. Меѓутоа, кралеви со тие аспекти, со аспектите на мајката, што е грижа, сочувство и нели обожување на животот, наспроти обожување на профит и смрт. Така што мислам дека во тоа време многу лесно се комуницирале овие сили, што денеска поради оваа генералната матрица на тоа како треба да се живее, ние сме изгубиле допир со тоа. И мислам дека ако погледнеме од аспект дека тие луѓе живееле 2000 години у мир, иако биле као аграрно општество каде што немале толку висока развиена технологија како нас, меѓутоа пошто се мери по еволуцијата, ако не по емпатија и ако не по духовност. Значи, техничките работи треба да не обезбедат нас слобода, не да не заробат. Во нашата сегашност тоа е нешто обратно. И од таму заклучуваме дека, в принцип, тоа што било на времето матриархат, ајде сега ние што го викаме, односно светоста на животот и на животоносицата, било понапредно духовно општество него од ова сега, бидејќи имало, одржало 2000 години мир. Ако што има понапредно од мир, според мене, нема ништо. Сега ние имаме, извини на израз, ама ние имаме општество каде што гомната ни идат у реките, значи, вака нас малце сирово звучи, меѓутоа тоа е вистината, како е тоа, каков е тој напредок, тоа е лудило, апсолутно лудило. Тоа е сквернавање на водата, а сите зборуваат дека водата има меморија и јас многу пати се прашувам какво сеќавање оставаме на водата за нашето време. Ама тоа е докажано дека водата има меморија, не е теорија, него е факт, тоа го има докажано, како се викаше, имаме зборено за ова. Да. Така што, почнувајќи од таму, можеме да видиме дека ние сме за останато општество со некои само малку интересни алатки, тоа е тоа. Па моето прашање е колку се интересни тие алатки кога свесноста за тоа дека се зема се што добиваме, значи се што имаме како технологија и како индустрија доаѓа од земјата, а ние враќаме, не знаеме да го вратиме на достоинствен начин назад, го враќаме само во форма на отпад. Па да, затоа што нашата мисловна траекторија е едноставно свртена на себичен начин. Ти ние гледаш, живееме сега како некои инсекти. Ова е не ти да живееш еден врз друг цело време, као инсектоидна свесност, некоја Без навреда за инсектите, нели? Без да сакаме. Они тоа им одговара на нив, пошто они се као имаат едноумие, а ние сме индивидуи. И сега ние живееме, демек, у таква некоја инсектно едноумие, ама тоа не е за нас природно и до тоа доаѓа до себичност и ние не сме свесни за потребите на општеството и не сме солидарни со другите единки од нашиот човечки род и стануваме се посебични, живееме у мали нуклеуси. Тоа сега зборат за семени вредности, ама семејство е многу мал нуклеус, тоа многу лесно можеш ти да паднеш у страв или да не можеш да делуваш во средината од тој мал нуклеус, значи а заедници, као што било матриархат, тоа е заедница, значи сите функционираат заедно, повеќе луѓе, например 2000-3000 луѓе имаат заедница кај што не е у згради, нели, туку не има пари, нели. Значи нема пари, едноставно има човечка размена на енергија и едноставно сите го слават животот. Ние таков импулс можеме да видиме
македонските села до негде 18 19 до 19 век го има и таа форма, самиот импулс на големата мајка кај македонците, па до скоро имаше преживеано. Значи, да се радуваат на животот. Едноставно, у селата наши, пример, некој нема куќа, се собира цело село и му гради куќа, тоа е матриархална перцепција. И, например, да се слават шумите, самовилите, водите, тоа го има, да им се дава човечки особини, карактер на планините. Значи, тоа све е матриархален импулс. Така што кај нас е доста, како да ти кажам, доста уште го има. Не е искоренет до крај. Пример, кај Западна Европа е искоренет. И сега тука прават луѓето, не прават дистинкција, секој ќе збори за матриархат, си мислат, они се прави, тоа е многу битно да се знае, се прави аналогија на, као се прави огледало на патриархот. Значи, тоа е друга структура. Тоа е исто како да гледаш права линија и спирала. Значи, не може, например, ти да го огледуваш матриархатот по патриархатот. Едноставно, нема исти вредности, пошто патриархатот има, например, многу жени на позиции, што се многу мокни, ама се патриархални, значи тоа врска нема, нема везе што имаат сила, тоа небитно, апсолутно небитно. И уопште, матриархатот уопште не го негира машкиот принцип, значи машкиот принцип е величен матриархатот. Например, мажите биле градители во тоа време, тие што ги граделе куќите, што ги граделе храмовите. И тоа било многу висок чин. Значи, машката енергија што може едноставно, и тука заклучуваме дека мажот е поземен бидејќи е посилен на земјата, а жената посилна у духовниот свет бидејќи исто го мачка и куќе. Куќето е, нели, земен сентинел, односно чувара, мачката е небесен, односно астрален. И по тука, мислам, тоа не е стрикно тоа. Значи, има многу мажи со женски аспекти што влагаат у духовниот свет, има многу жени со машки аспекти што може да бидат градителки. Значи, не е тоа некоја, не е толку стриктен зидот меѓу тоа. Меѓутоа, сакам да кажам дека у матриархатот не е обезличен машкиот аспект, туку баш е воскранат. Значи, заштитникот, градителот, тој што, уствари, ги штити жените и децата и употребува својата физичка сила у служба на општеството. Сега се извинувам, што мене ми е чудно ова што го спомена ти, дека нели се обожувале шумите, се обожувале водите, изворите и така натаму, и сега сето тоа се подведува под некој општ термин паганизам и како нешто валкавно, несвето, нешто за искоренување, и ми се чини дека етика е нас огнот на патриархалноста, огнот на патриархалното размислување, нели, и ајде да кажеме, факелот на овие патриархални религии одат кон уништување на тоа како просто суеверие, а ти велиш тоа кај нас се уште преживува, иако е во добар дел исто така под закана за истребување. Па тоа е некој природен, значи доаѓањето на патриархатот е некој природен процес, тоа не е нешто едноставно. Се дешава тој момент каде што ние стануваме поземни, значи духовните аспекти ги као малку изоставуваме. Така што тоа е според мене природен процес што се случува во континуумот на човечката психа и на живот, едноставно тоа е што е. Меѓутоа, сега пак се враќа импулсот на матриархатот, тоа е многу видно. Едноставно се враќа бидејќи планетата е во колапс. И ова се предвидени поведите, нели, ова е Кали Југа, односно времето кај што сите парадигми паѓаат. Едноставно, природно ќе се сруши патриархатот, нема нешто многу да едноставно сам по себе ќе падне. Пошто исто како што паднал сам по себе и матриархатот на некој начин. А дали новото време што ќе се создаде, многу мене зборуваат за ера на водолијата. Дали водолијата
ќе може да ги врати истите принципи од времето на матриархатот, или односно ерата на водолијата ќе значи нешто повеќе, нешто поандрогино. Па Барем ја така, мислам дека астролошки оди така. тоа е амалгам на аспектите. Мислам дека едноставно некои работи што сме ги дознале од патриархатот што ни се добри, ќе си ги искористиме, а другите ќе се врати базата на славење на животот, бидејќи без славење на животот и славење на мајката, тоа е едноставно на оваа планета, тоа е да не ја славиш мајката, е шизофрено, значи да не го славиш таму од кај што си излегол, тоа е како ти себе си да се негираш, тоа е обструкција на душата. И ако ти си у првите месец дена си бил XXX хромозом, односно ти си бил жена, друг си бил утробата, и ти да ја сквернави жената, значи тој го сквернави својот зачеток, ти само по себе тоа ти прави шизофренија, ти стануваш безчовечен, тоа е апсолутно против човекот сам по себе. Така што ова е биолошки факт, ова не е некоја филозофија. И на пример, да, женскиот аспект има многу паднато на ниско ниво. Односно, што значи женскиот аспект? Ајде така го викаме за полесно се разбере, меѓутоа тоа е космички аспект, принцип што го викаат, нели, уведите шакти. Значи, тој принцип го имаат и мажите, не е само жените. Тој принцип е принцип на рецептивност. Значи, ама мајката не спаѓа овој принцип, после ќе образложам зошто. Мајката е друго нешто. Женската енергија е да можеш ти, например, да се загледаш во едно дрво и да му го прочиташ кодот, односно да му го прочиташ животот и што тоа значи. Да можеш да гледаш за идисонце и да го доживееш тоа за идисонце, не само да гледаш слика. Значи, односно да имаме рецептивност, да можеме да примаме. Со позицијата на рецептивност се отклучува и нели емпатија. И со емпатија стануваме посолидарни. И како се развива емпатијата во човекот, така се нема импулс за војна. Импулс за војна е исто така според мене шизофрен принцип, тоа е, мислам, тоа мора да се научи да се контролираат тие импулси. Да, доаѓаат импулси, имаме емотивни битија сме, меѓутоа мораме да учиме рецептивност и дури сега ние све правиме на надвор, повише збориме него што слушаме, повише правиме него што осеќаме или примаме тоа што веќе е направено како божествена креација. Значи немаме почит за создаденото, него цело време сакаме да создаваме се понапред и понапред, подлабоко и подлабоко во материјата да навлегуваме. И таму да ни се вредностите, тоа е патриархатот, значи да ставиш ти брана на река. Мислам, како да ти кажам, тоа ти е, зашто би го направил тоа? За нешто таква сила, ти да можеш да го осетиш сега примерно матка, да можеш да ја осетиш матка каква сила има и како ќе ни даде животворност, ќе ни направи среќни и озрачени од љубов или од живот, и сега ти ставаш брана. И таму нешто генерирано, некоја струја, што не може ни 3 куќи да наполни со енергија. Ама, например, исто струјата е придонес на машкиот принцип, струјата е многу добра, да се користи како што треба да се користи. Например, во ерата на водолијата, ти што викаш во следната ера, што ќе доја, убаво би било нели струја да имам. Тоа е дел од патриархатот, што, например, е многу полезен. Само е многу лошо искористен, има многу и полезни работи, значи, што се добиени од патриархатот, што може да се инкорпорираат и едноставно да се создаде еден амалгам, каде што тие две енергии некако живеат добро во нас, а откако нели во нас внатре и нели надвор, да се гледаме како браќа и сестри, а не како, не знам, потенцијали за парење животинско. Добро, општиот сомнеш, општото незадоволство, општото гледање на опасности во се е видлива и дури во секојдневни ситуации, дури онаму каде што нема конфликт,
луѓето се склони дури во мислите водат во ситуации спремни на конфликт, например дали е тоа шалтер, дали се тоа некои услужни дејности, дали е во ресторани, во кафичи со келнери, значи пристапот е ако не биде по мој конфликт. Е па да, тоа најчесто доаѓа од тие од тој момент на хронос, односно момент на време, што е патриархална состојба, каде што ти се брзаш цело време негде, значи цело време имаш некои работи што мора, амбиции што мора да ги оствариш. И тоа едноставно толку многу нема обседнато што ние стануваме многу нервозни за многу глупи работи. Пример, не умеме да не сме трпеливи, трпеливоста е доста, ајде да кажеме, импулс на женска енергија. И нели мудрост исто, нели Софија ја викам. Мудрост е исто, нели многу стари вери е представена како жена. Мудрост значи да знаеш кога да реагираш на чувства, кога да не реагираш на чувства, нели? Импулсите се тие, меѓутоа некој пат треба да знаеме на кој да реагираме, на кој да не реагираме. И сега од таа позиција дека ние сме уствари цело време под оковот на времето, односно нашата древна митологија, тоа се вика Титанот Хронос. И нели тоа е уствари со Гаја, планетата Земја, тоа е со Реја, титанката исто, титанката на животот, ги прави нели боговите, и они му се вртат против него. Да, тие се нели втората генерација на богови. Првата генерација се оние Уран и Геа, додека Да. Хронос и Реја се втората генерација. И по тоа што не притиска наш времето и што гледаме линеарно на времето, а не спирално, тоа уствари настава у цело време у агитација, некој стрес. И цело време негде брзаме, идеме негде, цело време гледаме, има некоја динамика, значи ние живееме во свет на динамика. Тука до мене има цело време динамична енергија што цело време прави струење, тоа се колите. Тоа, например, на нашето магнетно поле не делува добро, односно тоа само по себе ја убива женската енергија. Значи, тоа што има толку многу движење. Значи, женската енергија е повише статична, повише у мир, у рецептивност. И пак, кога ќе кажам, мора да ги повторам овие работи, бидејќи да не се сватат погрешно, женската енергија не зборам конкретно за жени, зборам за тип на енергија, која што е космичка сила, не припаѓа на еден или на друг пол. Половите се направени поради тоа што светот е дуален, едноставно се зазима една страна. Добре, јас во овој смисол секогаш се навраќам на концептите што ги има даден Јунг во неговата психоанализа, тоа е дека на психолошко ниво човечката душа е дуална, односно дека жените имаат анимус, машкиот принцип, додека мажите имаат анима, женскиот принцип, кој што се изедначува со доминантниот принцип кој што е надворешна манифестација. Па тоа у сите религии мање више, мислам кој како го збори у будизам и мислам така се проповеда е будистичката пракса е да едноставно да ги усвоиш и двата принципа од тебе. Дури ти за да станеш просветлено битие мора да си ги добро помирил у себе. Исто ти ако видиш и ова Давидова звезда, тоа е симбиоза на принципи. Што ја користат и православните христијани, мислам дека католиците не сум видела. Така што спојување на принципите е нешто што едноставно го има насекаде, тоа е поентата на нештото. И така. Во езотериски смисол, значи Давидовата звезда не е класичен еврејски символ, туку се два триаголници каде што триаголникот свртен нагоре е фалусниот символ, додека триаголникот свртен надолу е женскиот, значи символ, така што се нивното испреплетување, вкрстување значи единство на машкиот и на женскиот принцип. Па да, ма тоа се... Хиерос гамос или свет брак, ако сакаме веќе. Да, па тоа едноставно свет брак треба внатре да се склучи.
пред да се склучува надвор, ако воопшто мора да се склучува. Тоа е едноставно помирување на принципите, затоа немаме една рака, него имаме две раце, затоа имаме две очи, затоа имаме две уши, бидејќи дуалниот принцип е во нас веќе. Единственото нешто што е у еднополово, што е уеднина е половиот орган, кој служи за исклучено за репродукција. Меѓутоа, рацете се две, очите се две и ушите се две, така што ние ги имаме тие аспекти у нас, имаме и умот е поделен на две хемисфери. Значи, ние имаме и машко и женско у нас, кој што едното предоминира у физичкиот свет. Меѓутоа, ти, ако нема, например, сите уметници што ги ние почитуваме, ти не можеш да креираш ако немаш обожение кон мајката, затоа 19 век у Ренесанса се враќа обожувањето на божицата, тоа е доаѓа тој импулс, нели? Пак се враќа импулсот на божицата. Цело време кружи. И од таму се, нели, поетите почнуваат 19 век да со обожување на жената, односно на женската енергија, они ја примаат женската енергија у себе, за да творат. Така што исто и например, жена без машка енергија, тоа е многу лошо, ти се претвараш во билка и влагаш у страх, немаш стол во себе, едноставно немаш екзекутивни мисли, не е добро да ги немаш тие два, едноставно си штетиш на себе и си влагаш во страдање, кога си без тие два импулси. И сега, например, езотериски гледано, например, забегување во женскиот принцип го викаат луциферианизам, а забегување во маскиот принцип сатанизам, бидејќи едното те одделува од светот, а другото многу длабоко во светот и те прави на заборав на духовното. Сега тоа е некој теозофски начин на гледање. Меѓутоа мора да си во центарот. Центарот е и Буда вика средниот пат дека треба да се оди. И од таму мислам дека треба светиот брак да се создаде прво внатре во нас. Така, она што мене ми привлече внимание разговарајќи за концептите за овој подкаст беше генетиката на змијата и орелот. Зашто станува збор тука? Ова е опасна тема. Па на овој подкаст се прават само опасни теми. Значи тоа е, ајде да кажеме дека е само една теорија. Мене ме подсетува на традиционалните алхемиски символи, значи орел и змија. Значи ние можеме да видиме инсигнијата на орелот, кај се ја има. Значи има на православната црква, на католичката црква, на Рим, значи на одредени знамења како што е Америка, Русија, Албанија, Србија. Значи, имаме и змееви, например, како, ама тие се изгубени, како на Велс. Велс уште се држи. Како на Линд чоколадите, има исто тоа се змејските фамилии. Добро, Алфа Ромео знакот исто е змија кој што голта човек. Не сум го приметила. Да, и за гледачите некој погледнат символот на Алфа Ромео, баш е змија што голта човек, всушност станува збор за еден древен символ на фамилијата Сфорца од Милано, од каде што потекнува и самата кола. Да, значи, сега ти, ако ја видиме, например, у Ирак, големата мајка, статуата, фигурината на големата мајка, може тука да ја прикажеш, таа има форма на рептил, на змија. Значи, култот на големата мајка и самата женска енергија ја гледаме, односно ова движење, магнетното движење, го гледаме во змијата, односно таа е таа што ја има примордијалната, суштествена женска енергија. И, например, у нашите, значи, согледавме дека почетокот на човекот потекнува баш од женската енергија, и тогаш владеела овој символ, значи змијата. Ова, нека гледачите ова нема кај да го прочиташ на интернет, ова е само
еден zip файл сублимат во мојата свест, од која што јас по некоја аналогија сум дошла до мои заклучоци, така што треба да се земе ова со, нели, со обзир и со доза на скептицизам, бидејќи сепак е Или со инспирација, па самите да истражуваат и сами да ги контемплираат овие идеи. апсолутно. Значи, јас верувам дека на овие простори биле божицата Хера и Хестија. Тоа го исто тврдат некои германски антрополози. А и по митот можеме да заклучиме дека тука, нели, а и по статуетките, дека тука владееле божиците. Така што отаму заклучуваме дека жената имала голема улога во создавањето на општеството овде. И после некое време доле, значи од југ, нели преку Крита, од Египет, Месопотамија, доаѓаат Зевс и Посейдон, односно Енлил и Енки. И у принцип сакаат да направат нивни сеталменти и нели Зевс ја сака да ја присвои Хера за да му биде негова жена, за да може да владе и да после тоа што е почнало со тоа почнува патриархатот на овие простори, кога тие нели битија доаѓаат и земаат водство, исто како например морал преку Хера, пошто Хера сите ја славеле, морал преку брак со неја да го земе сето ова. И тоа Зевс и Посейдон или Енлил и Енки се со символиката на орелот. И од таму се вкрстуваат орелот и змијата и тука генетиката што се создава на нашите простори е комбо од тие две сили, односно од орелот и од змијата. Па така, нели, и Александар е од Олимпија и Филип. И тоа е уствари врзување на генот, односно повторно спојување и помирување на машкиот и женскиот принцип. И само така, со помирување на машкиот и женскиот принцип и внатре и надвор, стигнуваме до создание на посовршени битија. Значи, кога сме во сооднос со машкиот и женскиот принцип внатре во нас, следната генерација битија што ги создаваме, ќе бидат посовршени. Такви биле Исус, Александар, Кришна. Според Плутарх, всушност, Александар не е од Филип, туку е од Зевс. Сама кажа дека во Месопотамија бил познат како Енлил, додека во Египет познат како Амон-Ра, и потврдата ја добива од две места, значи пророчиштето во Делфи и пророчиштето односно храмот на Амон-Ра во Сива, тоа е на оаза Длабоко во пустината во Сахара. Така што тука па на некој начин добиваме еден вид на хибридизација луѓе со тие виши битија. Па не, секако луѓето се создадени од богови, ние сите сме во тој некој аспект, меѓутоа ја баш обратно гледам. Значи крвта на орелот ја добива од Ахил, а крвта на машкиот принцип он го добива од Олимпија. Мајка му е со светли очи, со орелот. Значи светлите очи се од орелот. Темните очи се од мајката. А од Филип го добива тоа. Ама сега ова се све, ова не може да се, ова се све спекулации како една приказна што луѓето треба да сами да си, како чисто интересно да се истражува и размислува на таа тема. Добра, овие, значи, генетика на змијата и орелот, дали тоа значи дека постои мешање на раси кои што не се хуманоидни во целосно смисла на зборот, па станува збор за значи, човеколики суштества кои што имаат генетика различна од типичната човечка генетика, па се генетика на змија и генетика на орел? У тој контекст апсолутно нешто е чудно
помеѓу човечката раса, што е негатив крвната група, таа нема резус фактор, односно по самото тоа дека нема резус фактор е како да е од друга планета. Сега на кому припаѓа, дали на змијата или на орелот, тоа не знам, до толку длабоко не сум навлегла. Меѓутоа, со така помалце чепкање, копање и некои мои теории, ете имам направено една приказна, што и дури ете има, не сум добра со имење, еден германски антрополог и историчар, што има дадена теза, па го имаат избркано од универзитетот заради таа теза. Таквите тези имаат уништена редица академски кариери, така што претпоставам дури тие кои што дошле до некакви сознанија ги ставаат во фиока, во папка и ги тргаат настрана да не се гледа. Значи академската јавност не е спремна за вакви размислувања. Па или тоа, или така мислам така е наредено, тоа не би можела да го знам. Ја мислам дека најдлабоко може човек сам да си, нели, што ќе дојде со соочување со факти од надвор, се треба да биде за се треба да е скептичен, бидејќи историјата пишувана од поведниците. И на крајот у генот имаме многу работи, ние сме една библиотека генетска, кој знае колку не е стар генот и колку таму има некои аналогии, што само на тој ген може да му текне такво прашање да постави. Зашто се ова вака, тоа така. Поставувањето на прашање, мислам дека доаѓа од низа генетски мемори, не се прашуваат сите вакви работи. Едноставно има некои што се прашуваат, а некои не се прашуваат, тоа е зашто не им налага така генот. Сега, вистинското знаење, нели, внатрешното знаење, гнозата, и тоа е едноставно директно искуство на нештото. Ова друго знаење е како хард диск, ментални информации, тоа не е многу битно, таа интелигенција, еве компјутерите ја имаат голема база на информации. Таа интелигенција веќе ме потсети на она што зборуваше претходно, дека начинот на кој што живее луѓето во селата до 19 век бил практично во духот на матриархатот и обожувањето на култот на големата мајка. И за тие луѓе велиме дека биле неписмени, дека биле неуки, а истовремено традициите кои што усмено ни ги имаат пренесено зборуваат за една голема и длабока мудрост. Супер тема почна сега. Моментот со усмени традиции, тоа е, значи јазикот е пат, писмото е паѓање на свесноста, не е обратно на тоа што мислиме, бидејќи усмените традиции се запишуваат во кодот и едноставно е таа енергија никад не влага во материја, него останува во духовниот свет. Ние кога ќе почнеме да запишуваме на листови, ние ја заробуваме таа. И ја забораваме. И ја забораваме таа форма, така што усменото пренесување е според мене повозвишено. Тоа е еден степен пред, нели, телепатија, ајде да кажеме, како нешто фиктивно што сакаме да веруваме дека постои, иако ете сега има цели истражувања и тврдено дека постои телепатија. Не само ЦИА, и сите други тајни служби, и она и руската и кинеската, сите големи тајни служби работат на тоа, remote viewing, на телепати, на различни. Сигурно, не знам, ја не се бавам многу со, не ги перцепирам тие сили. Не размислувам така. Пошто државата е исто многу чуден конструкт, тоа е како може некој да ти стави граници на планета Земја. Тоа за мене. Не се прашувам јас зошто птиците не се плашат да ги преминат границите, а ние се плашиме. Не знам, многу е чудно тоа, треба да се запрашаме што значат тие граници, кој го одредува тоа сега. Да имаме граници. Како сега ти затвор правиш, пуно затвор чинја едно цел организам, планета Земја, до тука ти. Мислам, тоа е, како да ти кажам, чудно нешто. Мене ми е многу чудно. Да, фасцинантен систем на само поробување е општеството, државата. Па не знам, ете добро, нема веќе, сега има некои бенефиции од тоа што имаш ти држава, нели?
И, Но тоа е окей, само затоа што постојат други држави. Да не постојат и другите држави, ќе нема потреба. па да, некако чудно е. А може и за добро е, например, за некои работи, ете. Има, ја, например, не верувам дека сите култури се еднакви, има некои според мене, не толку еволуирани, некои поеволуирани култури, сега може таа граница те држи од тоа да не страдаш од тие некои култури што уште се отекна некоја еволутивна фаза. Ете, може тоа е причината, што знам, да се штитела Кина од Джингис Кан. Не знам. Меѓутоа, мене е вака, како да стигнеш до степен на еволуирано битие, границите треба да не постојат. Значи, зашто би постоеле ако стигнеме до степен на емпатија сите и сите бидеме луѓе што имаат сочувство, границите ништо не би значеле за нас. Освен да се контролирани или економија и такви некои ствари, да се држи монопол врз одредени. Така, клучниот збор е контрола. Да. Што можеме да кажеме за матриархатот во денешно време и за рушењето на стереотипите поврзани со него? Значи, цело време нели како да лебди дека има некаков стереотип, дека има некакви предрасуди околу разбирањето, сваќањето на матриархатот, култот кон големата мајка. Па тоа е зашто главно мажите, меѓутоа и жените се плашат они, например, сега дека матриархатот па сега ќе изгубат они моќ. Сите ќе изгубат моќ у матриархатот, пошто моќта не е центарот, него центар е животот. У патриархат е центар моќта и тоа не е само исклучиво за мажи, и жените се копнеат амбициозно по моќ. Мислам, ја тој импулс у мене може да го видам, што ете, па ги знам овие работи, па го има, пошто едноставно у таа ера живеам. Многу е различно, значи треба некако у себе да го видиш. Што би било, например, да е центар мајката. Мајката спомнав претходно дека мајката не е, мајката го има дуалниот принцип, и машкиот и женскиот, бидејќи и прима и дава грижа и дава живот, значи тоа е совршенството на постоењето. Не само како родилка, нели, од тело, него како и духовна конекција со изворот. Тоа е совршенство, значи мајка не останала жена, тоа се друга виша форма. И сега гледаме кај нас дека немаме глорификација на мајката, не се глорифицира, дури се спушта мајката. Као денеска има жени што нема кој децата да им ги почува да видат кои се што се, значи тие се робови. Порано што правеле нашите баби, прабаби таму, ќе пушти у лозијата, ќе го пушти детето, 50 жени други има, тука си ги гледат сите. Ти си работиш на нива, слободен ти е мозокот, сега ем државата не те плаќа, едноставно другите почињаат да те гледат како заробен, не те викаат да се дружиш, значи ти си буквално ставен во една толку завидна позиција, што само тоа едноставно нас движењето на животот го заробува, тоа што мајката не е глорифицирана. И кога зборам за глорифицирање на мајката, не зборам дека секоја жена треба мајка да биде, спрост напротив. Не му на секој тоа дадено, тоа е многу специјална улога. Туку да секоја жена треба да ја слави мајката. И секој маж треба да ја слави мајката. И таткото нормално, тоа е многу исто битен аспект да се глорифицира, бидејќи ако нема глорификација во нашето општество, ако не е животоносицата, ако не е тој што го носи животот, тој што е 85% должен за создавањето на тој живот, што ги има сите сили небесни во својата матка, ако не е тоа глорифицирано, тоа се духовното паѓа, значи ние стануваме себични битија и стануваме само да се работи и да се стане и егото, да станеш славен, да имаш пари многу, и само тоа, амбиција врз амбиција. И едноставно и побрзо остаруваме, побрзо умираме и некако животот побрзо ни бега и едноставно треба да, според мене, секој си има своје толкување, ама едноставно треба да се вратиме
кон тоа да се слави мајката и да се дигне, значи мајката е детронизирана, односно треба да се врати на тронот. Не на тронот да владее врз нас, туку на тронот да биде славена од сите. Тоа е многу различен аспект. И тука луѓето се губат малце. Меѓутоа, тоа е моето гледиште на нештата, од тоа што јас низ животот сум студирала некои патерни, како се движат работите. Нормално, тоа е мисла само на еден човек и не треба да се зима здраво за готово. Туку треба да се истражува на оваа тема и да се согледува и секој човек да си има внатрешни увиди за сам да си дојде до спознание. Пошто најубаво е сам кога ќе си дојдеш до спознание. Така, бидејќи сме на каналот Татончо и оние кои што се малце пољубопитни ќе го прочепкаат да видат што има напишано во описот. Таму пишува дека слободата е најважна, се останато се идеи, така што тука сме во целата таа слобода да зборуваме за нашите идеи. Не изнесуваме апсолутни вистини или не знам екзактни науки, тука едноставно разговараме за теми кои што сметаме дека се важни, интересни и достојни за представување. Така, Сара, јас ти благодарам за овој наш убав муавет и се Благодарам надевам. тебе и на сите луѓе што ќе го гледаат ова. Бескрајна почит и љубов и имајте здрава доза скептицизам за се што ќе гледате и слушате. Се надевам дека ќе се видиме наскоро. Поздрав!